Новата индустријска зона во Виница бележи раст на вработувањата во овој регион. Идејата за изградба на технолошко-индустријската развојна зона е на бизнис секторот во општина Виница, за која градоначалникот на општината Емил Дунчев вели дека компаниите веќе ќе имаат потреба за проширување на капацитетите. Во оваа индустријска зона веќе се продадени сите 11 парцели, а 6 фабрики се во фаза на градба. Една од овие компании е и инвестицијата на австриската компанија Техспорт, во која се вработени околу 140 лица. Некаде околу пред 5 години отпочнавме со постапка за изработка на детален урбанистички план за мало стопанство, за незагадувачка индустрија. Многу брзо се направи деталниот урбанистички план и веднаш на првата продажба на јавното наддавање од 12 исцртани парцели, 11 се продадоа, а за една се води постапка за денационализација. Сведоци сме веќе дека за кратко време овде се издигна неколку индустријски капацитети, односно 6 индустријски капацитети веќе се завршени, а другите 5 се во изградба. Овде имаме една странска инвестиција, тоа е австриската компанија Техспорт, која што веќе отпочна со производство и до сега има некаде околу 140 вработени, а до крајот на годината планира да се вработат овде уште 40, значи 180 вработени во стартот, а нивните планови се дека во наредниот период треба да стигнат до бројката од 250 вработени. Во другите индустријски капацитети кои што се во градба се планира да се вработат некаде околу 100 лица. Владата на Република Македонија создаде амбиент и поволности за проширување на бизнис климата и на домашните инвеститори. Отворањето на приватните фирми се од големо значење и за вработеноста во градот. Моментално затвараме еден инвестицијски циклус од 4,5 милиона евра и тоа 1 милион евра во две нови производни хали, кои ќе бидат наменети, едната за производство на здрава храна под брендот Натура и едната за производство на земјоделски зрнести производи под брендот Сончева долина. Она што исто така е забележително е 3,5 милиона евра инвестиција во нова производна линија, со која ќе добиеме поголем капацитет и подобар квалитет на постојните производи. До крајот на годината планираме 50 на нови работни места да отвориме. Малце е предизвик во Виница тоа што нема доволен број на невработени, така да еве сега и од регионов имаме апликации, па најверојатно ќе земиме од Кочани, од Берово. Компанијата Мак Прогрес изрази задоволство од мерките на владата. Тие имаат искористено странска консултантска помош. Од владините мерки имаме користено и сме многу задоволни. Странска консултантска помош, значи користевме консултант од Франција кој беше задолжен за маркетинг и продажба на нашите производи и за домашен и за странски пазари. Она што беше една од антикризните мерки за неоданачување на добивката во реинвестиција, тоа исто така беше доста корисно, бидејќи последните години скоро целата добивка имаме реинвестирано и тоа донесе за уште поголем развој на нашата компанија. Инаку целта на основањето на зоната е создавање можности за привлекување инвестиции, отворање работни места и обезбедување рамномерен локален